7 заби и фрагмент од вилица од мастодонт стари од 3 до 5 милиони години открија научниците од Природно-научниот музеј во рамките на дводневната посета на палеонтолошките локалитети Стамер и Звегор со намера да извршат рекогносцирање на фосилното богатство и нивна заштита. Сепак од овој материјал добро сочувани се само 3 примероци од забите. Имаме 5 заба од мастодонт на површински ископ, од кои 3 се во многу солидна состојба, а другите 2 не се во добра состојба. Материјалот кој што денеска го собравме од површината на почвените слоеви е доста фрагментиран, бидејќи обилните дождови си го направиле своето. Ќе пробаме во палеонтолошката лабораторија на Природно-научниот музеј во Скопје да едноставно ги споиме. Локалниот жител Љубе Митевски, кој е најзаслужен за феноменалното откритие на праисториската масовна гробница на животни во Стамер и Звегор, редовно го надгледува теренот и ги информира научниците, но денеска остана разочаран, бидејќи неговото последно откритие се распадна чекајќи ја науката. Веќе 5 години има поминато од кога се откриени на самото место. Се разбира дека е голема штета за науката. Не може да се чека, нема време за чекање, треба да се правовремено действува. Палеонтолошката гробница во Делчевско е откриена пред 7 години. Истражувања во овој период имаше само 14 дена. Тука се пронајдени голем број фосилни видови кои што се многу значени пред се за науката. Пронајден е вид жирафа кој што е единствен на Балканот и кој што е една алка која што докажува спојување на денешното афричко копно со локалитетите во Македонија. Инаку палеонтолошките локалитети Стамер и Звегор се влезени во геолошката мапа на Македонија, која како цел ја има заштитата на локалитетите и фосилните остатоци од животните, кои ја носат пораката за живиот свет пред милиони години на овој терен.